Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Синтеза на Вистинска телевизија. Македонија е мултиетничка земја, во која што живеат повеќе националности, а македонците се главниот елемент во државата. Тоа исто така ја прави државата да биде не само мултиетничка, туку и мултикултурна држава во која што може да се сретнат различни култури, но исто така и различни вероисповеди. Доминантна религија е православната христијанска религија, меѓутоа тука исто така има и македонци кои што низ годините ја прифатиле муслиманската вера. За нив се знае од минатото, од она време, уште од Отоманската империја, кога македонците ја прифатиле муслиманската вера на еден начин кој што денеска се уште има некакво влијание, затоа што за овие луѓе често ќе се искористи, можеби на пеоративен начин, терминот торбеши. Од искуството знаеме дека тој термин не е соодветен и не е правилен, бидејќи овие луѓе кои што се муслимани по вера, меѓутоа се македонци по националност, јасно тврдат дека сепак се тие македонци. Денеска со мене е еден мој драг пријател во студиото, кој што доаѓа токму од онај крај каде што најмногу се среќаваат македонци муслимани во Македонија, тоа е претежно западниот дел на Македонија. Тие места претежно се Дејбар, општината Маврово и Ростуше, а мојот гостин доаѓа од убавото живописно Косоврасти, едно убаво место, а самиот по занимање е професор по македонски јазик и книжевност. Денеска специјално дојде во нашата емисија да ја збогати со она што има да го понуди и станува збор за еден навистина интересен човек и пак ќе речем мој драг пријател. Рамазан Рамановски е со нас. Рамазан, добре дојде во Синтеза. Добре ве најдов. Ете така, се надевам дека убаво патуваше по важешко време денеска. Меѓутоа, тука сме да се поразговараме на неколку теми кои што мислам дека ќе бидат интересни за гледачите и привлечни. Ќе започнеме малце околу она што се случува таму. Како е во Косоврасти? Луѓето го препознаваат веројатно по бањите, првенствено. Каков е животот таму на македонците кои што мислам дека претежно се македонци од муслиманска вероисповед? Како се живее? Најпрви ти благодарам за поканата и за укажаната можност да учествувам во оваа телевизија. Како што кажавте вие, јас сум Рамазан Рамановски од Горно Косоврасти. Од Горно Косоврасти. Заборавив да кажам. Дипломиран професор по македонски јазик и литература. Работам како наставник по македонски јазик во Основно училиште Јосип Брз Тито, село Жировница. Да, потекнувам од Косоврасти, место кое што изобилува со многу природни убавини, како што го спомна и ти, тука се Кошоврашките бањи, кои што ги имате едни од најлековитите води. Исто така станува збор и за рудно богатство кое што е застапено во нашиот крај и многу други природни богатства и ресурси. Јас имав прилика токму преку нашите дружби да го посетувам овој крај неколку пати наназад во изминатите години. Станува збор за едно навистина убаво место, мора да се призна, како што е воедно и цела наша. Да заборавим и река Радика, не е тука Дебарското езеро. Затоа го препознавам и како рекански крај, така, ќе зборуваме и за тоа. Оно што мене ми остава впечаток посебно, посетувајќи ги овие места, ти работиш во Жировница, која што е недалеко од Горно Косоврасти, всушност за колку расстојание станува збор? Околу 20 на километри. 20 на километри, така некако. И тоа што остава впечаток, јас ќе речам, мене ми наликува на една малечка Швајцарија тој крај, затоа што навистина куќите се поставени на еден висок предел, кој што е, ќе речам, издигнат и тоа доста изобилува со убави природни богатства. Меѓутоа, тоа што негативен впечаток остава, да речем, кај мене и кај сите оние кои што ќе дојдат, гледајќи ги тие убави живеалишта кои што ги изградиле современите жители, сепак се добива впечатокот дека тие места се празни. Зошто е тоа така? На што се должи иселувањето кај луѓето од овој крај? Дебарскиот и реканскиот крај уште од давни времења се познати по печалбарството. Но порано имало едно класично печалбарство. Одел само мажот во фамилијата, додека неговото семејство останувало тука во Македонија.
Со текот на годините сето тоа се има заменето и сега освен печалбарите се иселуваат цели семејства. Тоа представува сериозен проблем и за Дебар, и за реканскиот крај, но како што знаеме е сериозна закана за целата наше општество. За целото наше општество. Се разбира, тоа се должи на корупцијата која што е застапена во нашето општество, митото, непотизмот и многу други фактори кои што се има појавено во последните 15-20 години. Тоа се одразува и тука, без разлика што станува збор за помали места, човек ќе рече помали места се па не се случува тука ништо посериозно, меѓутоа очигледно ништо поразлично од поголемите средини. Интересно е она што го читав, ќе ми потврдиш дали е така. Оној поим, пак ќе речем, кој што има можеби повеќе пеоративна ознака, торбеши, првично се поврзувал со тоа што во дадено време, кога била Отоманската империја на власт во Македонија, се верувало дека луѓето тогаш не можејќи веќе да го издржат притисокот на поробувачот, морале да ја променат верата и така речено ќе речеле ја ставиле главата в торба и за нешто ситно си ја промениле верата, што во суштина не е така. Всушност многу повеќе тоа се поврзува со патувањето, така значи со одењето во туѓина, на печалба, на гурбет, како што е оној збор. Има ли тука вистина во тоа? Поимот торбеш во македонскиот јазик е претолкува на многу различни јазици. Да, има на многу различни начини. Еден од начините на кои што се толкува овој поим е демек зборот торбеш потекнува од турскиот збор дордбеш 5-6, како во смисла да станувало збор за луѓе кои што не стојат до своите ветувања, односно често ги менуваат своите планови. Второто толкување на зборот поим, на зборот торбеш е тоа што како што и вие кажавте, станувало збор за луѓе кои што постојано патувале од едно на друго место. За нашето потекло постојат многу приказни, за жал и измислици. Доаѓаш од еден убав живописен крај кој што е опеан во многу песни, да речем, и се зборувало многу, и од тука излегле многу значајни имиња од македонската култура, поврзани со македонската историја, се разбира. Каков е животот во Косоврасти генерално? Ти си, значи, живееш во Косоврасти, а работиш на друго место. Како се живее таму? Да, баче, како што кажа ти на самиот почеток, јас сум Рамазан Романовски, од село Горно Косоврасти, село во општина Дебар. Дипломиран професор по македонски јазик и литература. Вработен како наставник по македонски јазик и литература во Основно училиште Јосип Броз Тито, село Жировница. Така, во Жировници, тој крај е доста таа Жировница е пеана. Така. Роден сум и живеам во Горно Косоврасти, село кое што изобилува со прекрасна природа. Да. Така познато многу природни богатства. Да. Па еве во нашиот крај во Долно Косоврасти се далеку прочените Кошоврашки бањи. Тука имаме и руда за гипс, една од ретките во државава. Руда за гипс? Да. Тоа е една од ретките руди во државава. Се уште тука се работи, така тоа функционира, бањите функционираат? Функционираат и бањите. Да, тука го имаме Дебарското езеро, реката Радика и уште многу други. Да, преубавата река Радик, да, реканскиот крај, како што се вели. Оно што мене ми остава впечаток, посетувајќи го тој крај, благодарение на тебе, ќе речем, во неколку наврати, во изминативе години, токму преку нашата заедничка соработка со ученици, е што Жировница, Косоврасти, па ќе речем и Маврово и Ростуш и така натаму, но пред себе ќе ја спомнам Жировница затоа што тука поголем дел од активностите се случува. Остава впечаток на еден навистина убав крај, ќе речем на една малечка Швајцарија во наводници, која што е живописна, има убави живеалишта и сето тоа е во ред, меѓутоа тие живеалишта се празни и тие куќи и дворови се празни. На што се должи иселувањето кое што е тренд во Македонија, во овој крај каде што живееш ти? Дебарскиот крај, како и реканскиот крај, од памти века се познати по печалбарството. Во нашиот крај секогаш имало печалбари, но тоа порано биле луѓе кои што оделе на печалба и по извесен период се враќале назад во држава. Се поврзува тоа со овој поим торбеши, така затоа што има две кажувања околу тоа, така ќе ни објасниш. Сега за жал немаме печалбарство, туку станува збор за масовно иселување. Се иселуваат цели семејства, родители заедно со своите деца.
и тоа представува сериозна закана не само за Дебар и Дебарскиот крај, туку и за целата држава. Се употребува терминот торбеши, кој што има и неколку синоними, но во секој случај не станува збор за нешто што е прав признак, да речем, на народот кој што живее, бидејќи вие сте етнички македонци, како такви сакате да ве декларираат и да нема, значи, мешање и така натаму. Ако прочитате и отворите, значи, некои основни информации како настанал терминот, некаде ќе се каже дека во минатото, кога Отоманската империја тука, значи, владеела на овие простори, станува збор, значи, за еден период каде што им било наметнувано да ја променат верата, македонците христијани, па ќе речеле дека овие кои што немале доволно храброст да го издржат нештото, едноставно ќе кажат не можеме, ја ставиле главата во торба, пак ќе речем во наводници, и си ја промениле верата, меѓутоа тоа е далеко од вистината, така? Поимот торбеш најпрви неразлично прифатени од самите нас како граѓани. Така. Дел од нас го сметаат како навреда, а дел пак се идентификуваат со тој поим торбеш. За неговата етногенеза, односно за постојањето на торбешите, за жал се уште немаме официјални податоци кои што го потврдуваат или го негираат нивното постоење. Постојат различни тези кои што различно се протолкувани од секој од нас. Една од тезите за нашето потекло гласи дека токму ние торбешите сме потомци на богомилите. Нели знаеме тоа едно движење кое што се појавува некаде во 10 век. И демек ние сме нивните наследници. Другата теорија за нашето потекло е демек ние сме стари христијани кои што со доаѓањето на Отоманската империја тука, на турците, ја смениле својата религија, односно христијани од христијанство преминале во ислам. Повторувам дека и ова не е потврдена теорија. За нашето потекло постојат уште низа други теории кои што не се ни потврдени, не се ниту пак негирани. Секој си го толкува на онаков начин во зависност како што сака во даден момент. Има ли тоа во интегрирањето во системот, значи последици? Ние сме разговарале многу често, вика, и луѓе што други ги познавам, кои што ми кажале, па вика, ние сме македонци муслимани, а вика често не третираат како да сме албанци, како да сме турци и така натаму, а тоа нема воопшто никаква врска. За жал, тоа е една вистина. Хендикеп ли е тоа? Па представува хендикеп затоа што торбешите, македонците муслимани или било како да не наречат, сме единствената група на граѓани во држава која што нема апсолутно никакви права свој. Да. Ќе го спомнам минатиот попис кој што се спроведе на територијата на Република Македонија. Тука имаше едно класично разобедување на торбешите. Постоја 4 графи за запишување на торбеши. Една од графите беше македонец муслиман, втора графа имаше муслиман македонец, торбеш, само македонец, албанец, турчин. За жал, еден голем број од торбешите, од македонците муслимани, за време на пописа во Република Македонија се пишаат токму или албанци или турци, затоа што останативе преостанати 3 или 4 графи не носат никаква корист во општеството во кое што живееме. Ете така, да. Добро е тоа што го спомна, навистина е значено да се стекне повеќе свест, бидејќи живееме во држава каде што некои работи после толку време остануваат неразчистени. За жал. Да, за жал. Може така да се каже. Одиме понатаму со дел од прашањата кои што ме интересираат. Што го прави животот поднослив овде во овој крај, а што е тоа што го прави неподнослив? Може по една причина да се спомне? Поднесливо е тоа што луѓето во тој крај живееме во навистина прекрасна природа и навистина во тој крај постои навистина мултиетнички диалог навистина на едно високо ниво. Има соживот со останатите? Како е таму бројката на христијани? Општина Дебар е позната по тоа што има луѓе од сите националности, живеат турци, роми, албанци, македонци, муслимани, торбеши и многу други, христијани, муслимани, но за голема среќа во Дебар не постои никаква поделба врз основа на етничка или национална поделба. Вие често и го посетувате Дебар, така гравитирате вие некако блиско и тоа може да го сведочи. Мислам дека општина Дебар и Маврово Ростише се пример како треба да се гради еден мултиетнички соживот во држава.
Според тебе, во овој крај, кажавме дека иселувањето веќе си го прави своето и тоа секако се одразува и на економијата и така натаму, и на изнаоѓањето на работни места. Знам дека и самиот работиш и втора работа, така па патуваш често и ти во Скопје доаѓаш. Сметаш ли дека постои некоја или треба да се изнајде некоја стратегија што би содржало таа барем една важна работа која што ќе го напреди крајот и ќе го промовира малку повеќе со оглед дека значи и природно е богат, и во културна смисла, културолошка, односно со оглед дека има тука доста значајни имиња кои што биле значајни од минатото, но делото им останува и до денес. Лазарополи тука го имаме, така го спомнавме, значи Анте Поповски, Симон Дракул, но и други автори, Саме Жерновски. Како да се изнајде начин, нека не биде култура, не знам што, туризам може нешто да се направи? Да, како што спомнавме на самиот почеток, и општина Маврово Ростуш и општина Дебар изболуваат со многу природни богатства. Тука го имаме и националниот парк Маврово, го имаме Мавровското езеро, Дебарското езеро и многу други природни богатства. Кога сме во дело на културата, важно е да споменеме дека токму од овие краишта потекнуваат и врвни македонски книжевници, писатели, како што спомна и ти, Влаче, Саме Жерновски, кој што е писател од Жировница, Симон Дракул, од Лазарополи тука и Анте Поповски, и уште неколку други писатели. Да не смееме да го заборавиме и Васил Куновски, кој што е фантастичен писател претежно за деца, тој потекнува од Дебар, што значи во дело на културата, општина Маврово и Ростуш и Дебар има со што да се пофали. Така, ти знаеш кога се значи пишаниот збор во прашање, кога е како најдобро да го промовираш во дел во кој што и самиот си најдобар, а тоа е токму литературата. Токму преку литературата и организирањето на такви литературни настани, мислам дека значително го живна тој крај, што до тогаш не верувам дека си има случајно. И самиот сум бил сведок. Тука нешто можеме збор-два околу жуборење од Радика, една манифестација која што може да се каже дека премина во традиционална, има предизвици додека се организира, сите тоа го знаеме. Јас се веќе покажам малце од тоа што е направено во изминатите неколку години. Тука се наоѓаат две стихозбирки кај мене кои што беа изработени токму со ученички творби од деца од Жировница, од Реканскиот крај, но исто така и од цела Македонија, кога твоето здружение направи повик да се направи нешто такво. Може нешто околу тоа? Како што кажав и на самиот почеток, вработен сум како наставник по македонски јазик и литература, и веднаш по самото моје вработување во училиштето во кое што работам ги оформив литературната и драмската секција. Немаш долго искуство, а прилично така зафати една со силна енергија тргна да ги водиш во наставните активности. Литературната секција работеше со полна пареја. Резултат на тоа беше за нецели 10 месеци веќе извадивме и првата сопствена збирка со ученици од Основното училиште Јосип Брз Тито и гостини беа учениците од Основното училиште Браќа Миладиновци, Жван во Демир Хисар. Таа манифестација помина во најдобро светло и тоа ми даде ветер во грб да развијам истата манифестација на едно повисоко, односно на државно ниво. Следната година веќе се оформи Сдруженијето Рекански порои, кое што има за цел да го културно да го заживее Реканскиот и Дебарскиот крај. Октомври следната година, односно 2022, се случи манифестацијата жуборење од Радика, на која што присуствуваа гости буквално од целата држава. Да, може да се каже така, и јас бев присутен, навистина беше подготвивме богата културно-уметничка програма со учениците од основните училишта во општина Маврово и Ростуш, како и гостите кои што ни дојдоа од другите населени места. Минатата година, на 25 ноември, повторно имаме третата манифестација поред жуборење од Радика во Дома на култура во Ростуше, која што за голема среќа исто така ги собра и најдобрите млади поети и писатели од целата држава, заедно со нивните ментори, односно наставниците по македонски јазик. Благодарение на твојот труд успеа да изградиш една мрежа помеѓу повеќе општини кои што не се блиски, да речем, барем не територијално.
И тоа се покажа, мислам дека како успешна стратегија и на некој начин да ги ангажираш децата, така значи да го сакаат образованието и пишаниот збор, а исто така да ги здружиш малце и со други деца од други краеви на Македонија. Имаш ли некои други, мислам, кои се тие соработки сега каде што децата од Жировница и од тој крај учествува и соработуваа со останатите деца? Како училиште соработуваме со најразлични училишта од државава, каде што учествуваме на најразлични манифестации, пред се културни и поетски манифестации. Тука можам да ги спомнам манифестациите кои што се Жар Преспа, кои што се одржуваат секој септември. Ние на таа манифестација сме редовни гости. Како друга соработка можам да ја спомнам со Сдруженијето Икариус од Битола, каде што често разменуваме искуства и слично. Значено во твојата работа и во работата на неколку наставници кои што се нафатиле на таквиот предизвик е еден детски книжевен камп кој што се одржува традиционално веќе децении наназад. Кампот Да бидам, каде што домаќин е господинот Горијан Петревски, познатиот писател за деца и млади, и каде што ученици од основно училиште, од неколку ќе речем основни училишта од Македонија, учествуваат во литературни активности, но и се разбира во сите благодети кои што ги нуди езерото, летото и самиот град Охрид. Какво е твоето искуство? Знам дека си таму често со твоите ученици, што се случува и знам дека добро соработувате и со писателот Горијан Петревски. Да, Владче, изминативе 3 години редовно сме учесници на книжевниот камп Да бидам, кој што се одржува во јули месец во детското одморалиште Радости во Охрид. Морам да кажам дека целиот камп, односно партиципацијата која што треба да ја платат учениците за учество на тој камп, секогаш била обезбедена од Општина Маврово и Ростуше. Односно, Општина Маврово и Ростуше е институција која што редовно и секогаш стои за потребите кои што ги имам јас како наставник во македонски јазик и за да го реализирам сето ова што го реализирам сега. Да, преку овој книжевен камп Да бидам, сум го запознал и почитуваниот писател за деца и млади Горијан Петревски, кој што цело ова време ми ја пружи сета она помош која што мене ми е потребна. Треба да напоменам тука дека името на стихозбирката Жуборење од Радика, како и целата манифестација, го има дадено токму Горијан Петревски. Книжевниот камп можам да кажам дека ми бил одскочна даска за многу работи кои што сум ги постигнал во областа на тоа што го работам, затоа што преку тој книжевен камп сум сретнал безброј други наставници, безброј други писатели кои што ми укажувале на тоа како јас да работам подобро во однос на ова што сега јас го работам. Да, и тоа се покаже како значајно искуство. Тоа треба да биде уштеднаш како еден апел и до сите просветни работници, дека во наставените активности знаат некогаш да видат увертира за нови моменти, за нови познанства кои што никогаш не се знае што ќе донесат, мислам дека во значајна мера, ете и од нашето искуство, се покажува дека од тоа произлегуваат пријателства, произлегуваат соработки кои што се многу важни, и пред се оно што е најзначајно, децата се запознаваат едни со други, се интегрираат, го засакуваат, значи, читањето, литературата, стекнуваат нови пријателства и така натаму. Работиш паралелно како и многумина млади луѓе во државата, 2 работи. Моја најголема желба уште како дете било или да бидам наставник по македонски јазик или да бидам новинар. За голема среќа најпрви се остварив во улогата на наставник по македонски јазик, а потоа имав можност да работам из еден од порталите во Република Македонија, поточно станува збор за порталот во Центар. Да, 2 години работам и како новинар на порталот во Центар. Кога би можел да избирам новинарство или наставник, не знам. Тешко би се одлучил така, ама сепак има некаква поврзаност на некој начин, така и... И двете професии си имаат своји предизвици. Си имаат предизвици дефинитивно, а сепак и во самата настава има медиумска култура, па можеби може нешто да се често може да се направи корелација на она што го работам, бидејќи после моето работно време како наставник со работата во училиштето, односно на часовите по македонски јазик. Верувам дека имаш планови пред тебе
пред тебе се уште многу години, дај Боже, кариера и посветеност. Оно што го работише навистина захтевно. Кои се вака плановите за поблиска иднина? Она за кој што сега се спремаме за во блиска иднина е манифестацијата Детски лирски треперења, која што се одржува во Детското одморалиште Радости во Охрид од 23 до 25 јуни. Тоа ни е следна задача која што треба да се сработи во периодот кој што следува. Потоа во месец јули го имаме повторно книжевниот камп да бидам во Охрид заедно со писател Горан Петревски, а потоа планираме, односно следува припрема, подготовка за четвртата манифестација Жуборење од Радика. Сето тоа го планира, значи да се остане така, Жуборење од Радика ќе остане традиционално, се надеваме. Мислам дека Жуборење од Радика ќе остане на колку е тешко манифестација, која што ќе се одвива секоја година во општина Маврово и Ростуше. Тешко ли е да се подготвува нешто вакво? Ако сакаш, ако имаш љубов кон тоа, се разбира, не е тешко. Така. Одзема време, одзема енергија, но се што се прави со љубов, мислам дека. Како реагираат децата, значи кога ќе се каже дека се оди во Охрид, дека се оди во Преспа, дека ќе се подготвува Жуборење од Радика, вака кои се нивните реакции? За голема среќа, активностите кои што ги правам се прифатени од страна на децата. Имаш ли поддршка? Поддршка, да. Имам и од училиштето и од општина Маврово и Ростуше, како што спомнав. А исто така сите овие настани кои што ги правам наоѓаат интерес кај децата, затоа што секој еден настан носи ново опатување, ново искуство и ново другарство за децата. Така, дефинитивно. Јас ти благодарам што навистина денеска одвои време и покрај врските се уште во текучевната година да дојдеш, да не посетиш, да си позборуваме малце на овие теми. Имам уште многу теми, се надевам дека во некоја наредна прилика. Благодарам на поканата. Ете така. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на емисијата Синтеза со Рамазан Рамановски, професор по македонски јазик и книжевност. Ви посакувам добро здравје и благодарам што бевте со нас.